Социјална и здравствена заштита, здравствено осигурување, постапки за вработување, имотно-правни прашања се најчестите проблеми со кои се соочуваат семејствата со ниски приходи. Ова е констатација на Македонското здружение на млади правници, кои денеска во Струмица организираа отворен ден за правна поддршка на поединци и семејства со ниски приходи. Проектот има за цел да обезбеди директна правна помош на населението од југоисточен и Вардарски регион, а помошта ќе се реализира со теренски посети на семејствата со ниски примања. Преку проектот формиравме тим односно 4 тима, составени од по 20 адвокати и 20 правници, дел од нив се тука со нас заедно во Струмица. Тие ќе обезбедуваат директна правна помош на лица и поединци со ниски приходи, кои што заради нивната слаба материјална и финансиска состојба не се во можност да си ги остварат нивните права. Правната помош ќе се обезбедува само во форма на правни совети, така да со тоа планираме да го подобриме и правното познавање на граѓаните во Македонија во руралните средини и граѓаните колку можеме да помогнеме да добиваат правни информации директно од терен. Најчестите проблеми кои што граѓаните ги имаат се од областа на социјална заштита, здравствената заштита, здравствено осигурување, постапки за вработување, пријавување во Агенција за вработување, имотни правни прашања, присилно извршување, сопственички односи, заштита од дискриминација и нормално во делови од Македонија и проблемот кој што е со бездржавјанството и личните документи. Проектот Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски приходи е поддржан од Европската Унија, а спроведуван од Македонското здружение на млади правници во партнерство со Правниот информативен центар Љубљана, Словенија. Истиот има за цел зајакнување на пристапот до правда на најранливите категории граѓани, со што ќе придонесе кон правно зајакнување, подобрување на законодавството и имплементација на постоечките механизми кои се однесуваат на пристапот до правда.